Почитувани, како што Македонија живее својата најголема економско-социјална катастрофа благодарение на Никола Груевски, така и општините тонат во се поголема мизерија, криминал и корупција благодарение на градоначалниците на ВМРО-ДПМН. Груевски на телевизија се фали дека неговите луѓе биле сајбер војници, кога во реалноста неговите градоначалници се унесуваат како феудалци од минатиот век. Типичен пример е работата на градоначалникот на општина Сопиште од редовите на ВМРО-ДПМН Јован Ѓорѓиевски, или познат во медиумите по пропаднатиот проект Сончев град, инвестиција вредна околу 100 милиони евра. Ако се разгледа ревизорскиот извештај за работата на општина Сопиште, веднаш станува јасно зошто и оваа толку значајна странска инвестиција пропадна. Незаконско финансиско работење, сомнителни трансакции без покритие, наплата за непостоечки проекти, трошење на народни пари без документација, партиски вработување на несоодветни работни места, незаконско трошење пари за службени патувања, незаконски јавни набавки. Ова е само дел од незаконското работење на општина Сопиште, што државниот ревизор го констатирал на дури 45 страници во овој катастрофален извештај. Ќе посочиме само неколку примери. Градоначалникот на Сопиште тврдел дека направил регионален водовод Патишка река, за кој не прикажал ниту проект, ниту документација, а исте случајот и со реконструкција на општинска сала, училишна. Во текот на 2010 година биле ангажирани работници на определено време со паушална утврдена плата. Иако решенијата за вработување биле само за 6 месеци, на овие лица им е исплаќена плата цели 11 месеци. Општината на нетранспарентен и незаконски начин финансирала Сдружение на граѓани, фондации, спортски клубови и културно-уметнички друштва без програма, без критериуми и без објава на конкурс. Спроведените постапки за јавни набавки во текот на целата 2010 година се извршени спротивно на законот. Од спортски објекти, поставување на урбана опрема, одржување на јавни објекти и површини, до реконструкција на канализација, констатирани се низа злоупотреби. Незаконско случување на договори, нетранспарентен избор на најповолна понуда, спроведени јавни набавки без одлука за истите, некомплетна тендерска документација и друго. Вака ли власта на ВМРО-ДПМН неселективно се справува со криминалот и корупцијата? Каде се државните институции да реагираат? Или пак на овој начин функционираат пералниците на пари на ВМРО-ДПМН? Отворено се сомневаме дека тоа што се случува во општина Сопиште се случува во сите останати општини каде што градоначалници се од редовите на ВМРО-ДПМН. На крајот, прашуваме што ќе превземат Груевски и ВМРО-ДПМН, за да докажат дека не се нарачатели и соучесници во незаконското работење на градоначалникот на Сопиште. Ќе се оградат ли од својот градоначалник феудалец?